Министерот не отстапува. Стерилизација на инструментите за операции во државните болници дефинитивно ќе стане приватен бизнис. Венко Филипче останува глув на завелишките на експертите кои по одлуката приватна фирма да ги одржува инструментите за операција јавно укажаа дека ваквата постапка не е оправдана. За министерот не е потребна јавна дебата за да се даде амин на приватник да одржува болничка опрема. Доволна била физибилити студијата и разговорите за затворени врати со директори вработени на здравствени институции. Во неколку наврати разговаравме со вработените во центарот во службата за стерилизација, кој што во овој момент е под ингеренција на службата на заедничките служби. Сето тоа што сакаме да го имплементираме се европски стандарди, заради тоа што навистина има големи предизвици кои што не можеме да ги надминеме на поинаков начин, да имаме поскори резултати. Тоа значи нови инструменти и хартиен веш и современ модерен начин на чистење и дезинфекција на операционите, сали и современо третирање на медицинскиот отпад. Стручните во оваа област велат дека принципот на централизирано управување со стерилизацијата од страна на приватна фирма веќе бил имплементиран во земји од Европа, но искуството покажало, оти и по 3 години, таму концептот не покажал економска оправданост. Има во Франција, има во Швајцарија, земји кои што се многу богати од нас, но и после 3 години или 4 они кажуваат дека сето тоа е неисплатливо. Реално она што го видовме во техничкиот диалог и изненадувањето дека луѓето кои што работат по централните стерилизации не се запознаени, моето прашање е како е направена таа физибилити студија. Не може да се направи само ако го знаеме бројот на операции и интервенции. Економскиот оператор за кој здравствените власти велат дека ќе бил избран во транспарентна постапка. За 2 години ќе треба да вложи 16 милиони евра. 5,8 во првата, а останатите во втората година од работењето. Приватниот партнер ќе стопанисува со 4 регионални центри во период од 15 години, за да се задржи квалитетот на здравствените услуги и да се избегнат несакани последици по здравјето на пациентите. Одржувањето на инструментите за операција мора да биде на највисоко ниво. Токму стерилизацијата ги уништува сите вируси и бактерии и спречува ширење на сериозни инфекции во болнички услови, како ХИВ и хепатит. Од тука се поставува прашањето дали приватната фирма која ќе го добие тендерот би штедела во процесот на одржување со цел да дојде до полесна и побрза заработка.